Потребни се длабински реформи во јавната администрација која треба да биде во служба на граѓаните, унапредувањата и вработувањата да се темелат на квалитет. Дециден е премиерот Христијан Мицкоски. Тој не сакаше да ја коментира одлуката на Уставниот суд за замрзнување на балансерот, но останува на ставот дека мора да се направат промени, бидејќи оваа алатка долго време беше предмет на злоупотреба. Ја видов таа реакција и таа е реакција во согласност со тоа што ние сме го збореле во минатото, дека практично унапредувањата и вработувањата треба да се темелат на квалитет. И тоа е она кое што практично ние цело време го заговараме. Одлуката на Уставниот суд се спроведува, а за ново законско решение за сега не се размислува, вели ресорниот министер Горан Минчев. Тој го поздрави замрзнувањето на оваа алатка за етнички вработувања и е на иста линија со Христијан Мицкоски дека се правеле многу злоупотреби. Балансерот како една од тие одредби кои што со времената мерка се стопира, мислам дека балансерот како дигитална алатка во минатото навистина беше предмет на злоупотреби и ако разгледуваме во тој контекст, одлуката ја поздравувам на Уставниот суд. Одлуката на Уставниот суд ја разгневи опозицијската алијанса за албанците на Зијадин Села, кој најави протести против оваа мерка. Каков било повик на протести или пак на дестабилизација на државата поради укинување или пак поради времената мерка на балансерот, го осудувам, рече Минчев. Тој е дециден дека сеопфатната реформа на администрацијата треба да се базира на професионалност, стручност, квалитет и знаења. Додека Минчев најавуваше отворена дебата во рамки на владината коалиција, реагираше и министерот Арбен Таравари, кој доаѓа од коалицијата Вреди. Според него замрзнувањето на балансерот може да предизвика тензични состојби, а во исто време призна дека оваа алатка била злоупотребувана. Мислам дека не ни требаат вакви тензични состојби во овој период. Напротив, ние и така имавме договор со ВМРО ДПМН пред да почне коалицијата, дека прво треба да се договориме за законот за правична застапеност. Балансерот беше добра алатка, меѓутоа последно време беше доста злоупотребена. Вработувањата по етнички клуч се плод на Охридскиот рамковен договор и се спорни за повеќето уставни суди. По неколку часовна дебата, Уставен одлучи дека се запираат вработувањата и оваа пауза ќе трае додека судиите не пресечат дали балансерот е уставен или не. Дебатата меѓу уставните судии беше тензична, бидејќи тројца од нив, Осман Кадриу, Фатмир Скендер и Насер Ајдари, се против оспорувањето на етничките вработувања со образложение дека тоа би можело да предизвика меѓуетнички тензии.